Алармантна состојбата со консумирањето на алкохол кај лица помлади од 18 години. Викендов за само една вечер, дури 5 малолетнички од регионот завршиле во болница поради алкохол. 2 од нив се во Штип, а останатите се во другите општини од регионот. Ваквата состојба е загрижувачка зашто алкохол на млади години е еднакво на голем ризик. На луѓето во развој, посебно до 18 години, воопшто не препорачуваме консумирање на алкохол, секако дека тој може индивидуално, сепак непредвидливо да влијае на развојот на младиот организам, се уште сите функции не се докрај развиени на младиот организам, може да остави разни последици по развојот на различните органи. Затоа за таа група воопшто не препорачуваме консумација на алкохол. Но ни апелите ни советите не ја намалуваат лошата статистика кога во прашање се младите и алкохолот. Според последните истражувања, дури 85% од младите до 16 години во последната година пиеле барем еднаш. 66% пиеле барем еднаш во последните 30 дена, а 43% биле барем еднаш пијани. Најголем дел од лицата кои често се дружат со алкохолот се на возраст меѓу 15 и 18 години. Значи помладите од мене многу повеќе конзумираат. Мисля дека со алкохолот може да постигнат нешто, да се докажат, да самодокажување пред нивните врсници и мислам дека тоа е најголемиот мотив. Алкохолот е еден од пороците кој ја убива иднината на младите и општествениот интерес за здрави генерации треба да е поголем. Но родителската и општествената грижа очигледно отсуствува, или барем не е онаква каква што треба да биде. Последиците од тоа се се повеќе пијани деца и несигурна иднина за сите.